Со Богородица стоиме под крстот. Меч на болка. Па ги благослови Симеон и рече на Марија, мајката негова: Еве, овој лежи за паѓање и подигање на мнозина во Израилот. А и на тебе самата меч ќе ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца. Додека нашата блажена мајка стоеше во подножјето на крстот, таа размислуваше за многу моменти од изминатите 33 години со својот син. Еден таков момент беше кога таа и свети Јосиф го представија Исус во храмот според јудејскиот обичај. Кога го донеле своето новороденче во храмот, ги пречекал Симеон, свети праведен човек, кој деновите ги поминувал молејки се во храмот. Симеон добил лично откровение од Бога дека ќе биде благословен да го види Спасителот на светот пред неговата собствена смрт. Кога нашата блажена мајка и свети Јосиф го доведоа Исус во храмот, Симеон веднаш свати дека ова дете е ветениот Месија. Тој го зеде Исус во своите раце и навести: Сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, според зборовите твој, зашто очите мој го видоа спасението твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи, светлина за просвета на незнабожците и слава на твојот народ Израилот. Потоа се сврте кон нашата блажена мајка и рече: А и на тебе самата меч ќе ти ја прободе душата. Мечот на тага, проречен од Симеон 33 години претходно во храмот на Голгота, го прободе срцето на нашата блажена мајка. Безгрешното срце на нашата блажена мајка беше длабоко рането со овој ветен меч, додека стоеше во подножјето на крстот, гледајќи ја суровоста што го снајде нејзиното дете. Една утеха што ја добила, додека овој меч на тага и го прободел толку длабоко срцето, беше сеќавањето на ова пророштво. Многу јасно дека во тој момент се сети на пророштвото на Симеон и исполнувањето на зборовите на Симеон ќе помогнат да знае дека жртвата на нејзиниот син на крстот е исполнување на неговото послание. Познавањето на оваа вистина и ја олесни болката додека гледала како се исполнува Божјата волја. И нам ни се ветени разни мечеви на тага во нашите животи. И на нас ни е ветено дека ако го следиме Исус, треба да ги носиме и нашите крстови. И на нас ни е ветено дека ќе пиеме од истата чаша од која пиел тој, ќе трпиме подсмев, исто како што и тој, и ќе бидеме повикани да ги дадеме нашите животи на пожртвуван и потполн начин. Познавањето на вистината за нашиот повик во животот ни помага да бидеме во мир кога тешките моменти на нашето лично послание ќе се исполнат. Денес размислете за два аспекта од оваа сцена на Голгота. Прво размислете за предлабокиот и болен меч на тага што го претрпе нашата блажена мајка, додека стоеше пред крстот на нејзиниот син. Второ, размислете за утехата што ја добила кога се потсетила на зборовите на пророкот Симеон.
Размислувањето за тие зборови ја зајакнало и овозможи да ја свати смртта на нејзиниот син како исполнување на Божјата волја. За возврат, познавањето на вистината за вашето послание на пожртвувана љубов ќе ви помогне додека ги поднесувате мечевите на животот. Драга мајко, додека стоеше пред својот божествен син на крстот, мечот на тага проречен од Симеон го пробуде твоето безгрешно срце. Помогни ми денес да ја видам болката во твоето срце. И додека гледам на оваа рана на љубов, помогни ми да видам како го прифаќаш сето тоа во твоето срце. Драга мајко, дај да ги слушнам зборовите на Симеон и да ги прифатам во мојот живот. Во овој живот ми е ветена истата судбина како тебе и твојот божествен син. Ми е ветен живот со многу страдања, но исто така ми е дадена и надеж, бидејќи на жртвата гледам како исполнување на волјата Божја. О мој Господи, помогни ми да ги соединам сите страдања во животот со тебе, да ги прифатам крстовите што ми се дадени, со надеж, љубов и радост, никогаш да не се оддалечам од исполнување на Твојата волја. Ти се предава, мој Господи, се молам да го наследувам Твоето целосно себе дарување за светот. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.